Проблемот со уличните кучиња е стар повеќе години и истиот не може да се реши за само 10 месеци, истакнува градоначалникот на град Скопје Петре Желегов, кој за овој проблем ја обвинува претходната власт и рече дека претходната градска администрација не изготвила регистар на домашни миленичиња, со што би го спречила механичкиот прилив на кучиња скитници на улиците во градот, а стационарот кој го изградила е целосна дивоградба и не задоволува каков било стандард за третман на кучиња скитници. Постапката за легализација на стационарот Вардариште, кој е дивоградба, е пред општина Газибаба и кога ќе заврши ќе може да се почне со негова реконструкција, реновирање и зголемување на капацитетот. Исто така во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство е завршена постапката за увоз на околу 300.000 чипови со кои собствениците на домашни миленици, согласно законските обврски кои ги имаат, ќе можат за ефтини средства да ги чипираат своите домашни миленици. Шилегов додаде дека градската администрација работи на изнаоѓање и имплементирање на системско решение со кое на среден рок градот Скопје ќе нема проблеми со кучињата скитници. Од друга страна пак, од Ани Мамунди преку соопштение се обратија до партиите кои префрлаа топката за тоа кој е виновен за алармантната состојба со бездомните кучиња и бараа да се запре хајката врз бездомните кучиња кои деновиве масовно се ловат, а се веќе стерилизирани. Оттаму вела дека кучиња има и ќе има се додека најтемелно не се дефинира одговорното сопствеништво. Едуцираат и потикнат граѓаните да вдомуваат, наместо купуваат миленици и да се субвенционира стерилизацијата на домашните миленици и стерилизацијата да биде задолжителна, а неконтролираното размножување и напуштање на животните најстрого да е казнувано. Ани Мамунди бара и целосно раководство со програмата за контрола на бездомните кучиња и управување на стационарот Вардариште, при што, како што велат тие, суштински би ја унапредиле тамушната програма и би делувале на коренот на проблемот.